Ова утро ве поздравувам и убав ден ви посакувам од срцето на нашиот главен град, поточно од улица Ленинова. Се наоѓам во кафе станица, каде што вкусното утринско кафе го пијам во друштво со една прекрасна млада дама, која е архитект по професија. Архитектонскиот факултет го има завршено во Белград, каде што е сега и на мастер студии. Но незината професионална определба не беше повод за нашата денешна утринска средба, туку незиното хоби, а тоа е изработување на декоративни предмети за во домот од екобетон или така наречениот материјал Jasmonite. Сара, можеш ли најпрво да ни објасниш што е тоа екобетон, односно Jasmonite? Пред се добро утро на вас и на вашите гледачи. Благодарам за поддршката и за гостување во вашата емисија. Екобетонот или Jasmonite популарно е еколошки продукт кој што е иновиран во 80-тите години во Англија како замена за некои поштетни материјали за реставрација на фасади како изработка на предмети за домот. Кои се карактеристиките на овој материјал? Тој е доста издржлив, водоотпорен и огноотпорен, доста тешко се крши и оштетува. И сега да ни кажеш како Jasmonite-от стане инспирација за тебе да создаваш разни предмети кои што имаат не само украсна, туку и практична употреба во домот. Мојата инспирација доаѓа од две различни страни. Едната страна е дека уште од мали нозе сакам да изработувам нешто што е креативно и ново за нашиот пазар, а втората беше работа во еден доста познат бренд за декорација за домот и имав голем контакт со нашите посетители кои што секогаш бараа нешто различно од тоа што имавме во дуќанот или нешто ново и така ми дојде идејата зашто да не изработам уникатни предмети за секој вкус посебно, нели, да си одберат за дома. Така, тука ни донесе мал дел од предметите што ги изработуваш. Може ли да ни кажеш што се правиш, какви се производи излегуваат од твоите вредни раце и од овој екобетон и кои се нивните предности? Значи мојата изработка најмногу се базира на подметачи како за свеќа, така и за цвеќе или за накид, нели секој дом и секоја лично само определува. Изработувам исто така и подметачи за сапуни за во купатило и пепелјари кои што се најпопуларни тука кај нас на Балканот. Тоа значи дека имаме многу пушачи. Верувам и се надевам дека тоа во иднина и ќе се смени. Освен овие предмети кои имаат практична употреба, правиш и накид од овој материјал. Така е, да, изработувам најмногу обетки, како и ланчиња исто така. Колку е издржлив материјалот, Сара? Доста. Значи, многу тешко се оштетува, како што и кажав, и доколку падне, тој може да добие многу мало оштетување, но не се крши како останатите предмети на кои што сме навикнати, нели, и се плашиме да ги допреме во домот. Она што јас го забележав е дека не се многу тешки предметите, а структурата е многу пријатна на допир. Кажи ми, како ја совлада оваа техника, од кого учеше? Само укасум. Многу изгледани видеа на интернет, на YouTube, многу прочитани статии околу овој материјал, како е иновиран, како се изработува, луѓе кои што веќе се занимаваат долго време со овој материјал. Така да и многу грешки во работата ме научија и ме доведоа до овој стадиум кој што сум денес. Да, спомна дека екобетонот, односно Jasmonite-от е иновиран во Англија, кај нас си ти пионер и чинам дека си една од ретките, ако не единствено што во моментов го користи овој материјал. Си имала ли можност да ги изложуваш твоите изработки пред поширока јавност на некој базар за ракотворби или нешто слично? Да, имам изложувано неколку пати во Белград, таму и започнав со работа, но и во последнава година, од нова година па навака, имам учествувани на 2 базари во Скопје. И супер, и задоволна сум многу од посетителите и од нивните реакции. Им благодарам стварно. Тоа ќе прашав какви беа реакциите, но веќе ми одговори на твоето прашање. Каде може луѓето да ги најдат твоите производи, како може да те контактираат сите оние што сакаат од овој иновативен материјал да си имаат предмети во својот дом? Моментално може да ме контактираат на Инстаграм, изработувам и предмети по нарачка, со нивна слика, се договараме дали може или не може, секогаш гледам да излезам во пресред и да го изработам максимално бараниот производ по нивна желба и на базарите кои што се одржуваат низ градот.
Сара, јас ти благодарам за одвоеното време и ти посакувам многу среќа и во твојата професионална кариера како архитект, но и да одвојуваш секогаш време за ова убава креативна работа, која што верувам дека ќе биде и во иднина запазена од оние што сакаат убави и креативни нешта. Ви благодарам и на вас. Нека ме заследат луѓето на социјалните мрежи. Во наредниот период ќе имаме доста нови предмети, а желбата ми овој бизнис да прерасне во изработка на мебел од истиот овој материјал, така да со нивна поддршка можам до поголем успех да стигнам. Ви благодарам и на вас.